Дали Ковачевски и Османи ќе останат глуви на европските критики и повторно ќе го злоупотребат европското знаменце? Сега за законот за рестрикции, можеби најголем проблем е што самиот Османи кажа дека од експерти бил предупреден дека ваквиот текст се коси со Европската конвенција за човекови права. Според познавачите, вакво законско решение не треба да помине во забрзана постапка и без широка општествена дебата. Председателот на Институтот за демократија Марко Трошановски за Алфа вели дека не сме да се повтори грешката со францускиот предлог, за кој јавноста исто така не знаеше речиси ништо. Клучното овде е прво да се види тој закон, да не се избрзува нормално, зашто све правиме така за неколку дена, како што беа и консултациите за францускиот предлог и протоколите, за протоколите прочем не имаше консултација, така и за оваков закон кој што и како може да биде контроверзен. Нема зошто да се брза и да се провлекува со европско знаме пред овие избори, во најмала рака не за недела две тоа да се случи. Трошановски вели дека е тешко да се коментира ваков предлог закон, кога информациите доаѓаат од само еден брифинг со новинарите, но сепак и повеќе од спорни биле зборовите на Османи дека владата ќе има право да одлучува кој ќе биде опфатен со рестрикции, а кој не. Според него тоа слободно ќе можело да се користи за пресметка со политичките ривали. Многу е тешко да се коментира врз основа само на еден брифинг закон во кој што и еден збор може да смени целата природа на законот и да го направи оружје за политичка пресметка со неистомисленици и политички ривали. Во најмала рака, доколку владата одлучува за тие рестрикции, нема јасни рокови, автоматизам, која институција како треба да постапи и слично, се разбира дека тоа може да биде многу контроверзно решение. Ковачевски не сака конкретно да го коментира законот, иако предлагач е негов министер, но сепак вели дека би било добро владата да функционира по принципот каде ја те тужи, каде ја те суди, односно да одлучува кој може да биде на функција, на кого да му се конфискува имот и која фирма смее да учествува на државни тендери без правосилна судска пресуда. За лица кои што се санкционирани од страна на нашиот најголем стратешки партнер, Соединетите американски држави, Европската унија, по други основи, бидејќи Европската унија нема листа на санкции како што има Соединетите американски држави, или пак Велика Британија, тогаш треба тоа да биде транспонирано и кај нас со оглед на тоа дека не може од Сабајле некој да се фали дека е најдобар другар со Соединетите американски држави, а попладне да прави се спротивно на нив, така да ќе мора да биде транспонирано. Доколку помине на влада и во собрание покрај за црната листа на САД, ќе важи за рестриктивните мерки на Велика Британија. Државните институции ќе имаат задолжение да ги достават до обвинителството сите докази поради кои некое лице завршило на црната листа. Како причини за можно воведување рестрикции покрај законите за меѓународна безбедност и демократија, според предложеното ќе бидат корупцијата, злоупотреба на службената должност и хибридните закани кон државата.